Температури над 40 степени Целзиусови најавуваат метеоролозите за средината на следната недела. Агроекспертите советуваат земјоделците редовно да го наводнуваат родот, за да не дојде до горење. Ова е особено важно за оние култури, чии плодови во овој период растат и зреат. И овој период каде што овие високи температури кои што се добродојдени, повисоки топло време, стабилно време за развитокот на растенијата, исто така представат одреден проблем, особено кон оние земјоделски производители кои што ненавремено и неправилно вршат наводнување на своите култури. Без разлика дали некои одредени култури барат повеќе вода, како што се краставиците, или помалку вода, почнувајќи од пример тутунот или некои други култури, сепак кај сите култури, за да нормално раста да се развива, потребна е водата. Затоа мој совет, моја препорака е земјоделските производители, особено ова недела што престои се најавува да температурите доаѓаат подценка и над 40 или околу 40 степени Целзиусови, пристапат навремено на наводнување на своите култури. Исто важи и во лозарството, затоа што тука гроздаците или зрната се во фаза на гоење, да не дојде и до стагнирање и добивање на ситни зрна, и тука треба да се внима во однос на почвата на времено наводнување и нормално со наводнување, како има потреба, треба да се употребат одредени ѓубрива, нормално да се пази во однос на изборот на комбинација, на избор на НПК комбинацијата, со цел да не дојде понатаму одредени нарушување на раст и на развој на самите растенија. В четврток и петок максималната температура ќе достигне 41 степен, а утринските ќе достигнат и до 24. За денеска попладне се прогнозира можна изолирана појава на краткотраен дожд и ретки грмежи. Максималната температура ќе биде во интервал од 27 до 35 степени.